25. ноември, Ден на државноста на Босна и Херцеговина, е еден од оние празници кои во исто време фрлаат светлина врз идејата на земјата зацртана во 1943 година и она што го гледаме денес. На тој ден во Мркоњич град е одржано првото заседание на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Босна и Херцеговина, Завно бих, на кое беше изразена одлучноста на народите на Босна и Херцеговина дека нивната земја ќе биде збратимена заедница и во која ќе биде осигурена целосна рамноправност на сите, како и на БиХ во рамки на Југословенската федерација, со историски граници кои датираат уште од времето на средновековна Босна. Денот на државноста на Босна и Херцеговина е потсетник на вечната борба помеѓу идеалите и стварноста, желбите и можностите. Ова беше повод Сдруженијето за културно обединување на бошњаците од Македонија, АВАЗ, да организира настан на кој присуствуваше заменик амбасадорот на Босна и Херцеговина, господин Јасмин Гагула, градоначалникот на општина Петровец, Борче Митевски, како и бројни гости од разни сфери, културни, политички, бизнис и други. Овој настан символично потсети дека заедница од наизглед различни луѓе може да опстане, дури и повторно да настане за време, но и по најголем песимизам. Особено беше истакнато интензивното вклучување на бошњаците во виталните текови на општествениот живот на Република Македонија, кое не се реализира ни доживува како асимилација, ниту го доведува во прашање нивниот културен, етнички и духовен идентитет. Во таа смисла, Сдруженијето за обединување на бошњаците од Македонија постхумно додели благодарница на господинот Алија Шахиќ за особен придонес. Шахиќ беше првиот бошњак пратеник во независна Република Македонија. Покрај тоа беше промовирано и второто издание на книгата Ахмед, чиј автор е писателот Шефкија Боранчиќ. Книгата ја промовираа Изета Бабачиќ и доцент доктор Зечир Рамчиловиќ. Во својот осврт, господја Бабачиќ истакна дека овој роман има клучна улога за културното богатство на Македонија и дека најдобра област за докажување на сите е во областа на културата и уметноста, преку што се докажува и нивното постоење во една држава. Овој роман представува уште еден прилог кон културната ризница која создаваат бошњачките писатели во Република Македонија, со што како нејзини граѓани го дополнуваат културното богатство на Македонија, која може да се гордее со нив. Бабачиќ, цитирајќи дел од книгата, додаде дека главната порака кон која треба да се придржуваат сите на Балканот е интеркултурната порака. Злосторствата се еднакви, тие немаат национална идентификација, тие може да се поделат само на луѓе и на нелуѓе. Другиот промотор, господин Зекир Рамчиловиќ, рече дека многу луѓе ќе може да се поистоветат во романот со сите своји погрешни и исправни проценки. Авторот има историска подлога и нуди одговори од кои зависи иднината не само на бошњаците, туку на целокупниот развој и просперитет на овие простори. Рамчиловиќ истакна дека авторот Боранчиќ настојува за секого да го трасира патот на вистината и, цитирајќи дел од книгата, истакна дека Македонија има долга традиција на взаемно почитување на конкретните културни, етнички и религиски заедници, како бошњаците кои тука припаѓаат. Тука најдов мир и спокој. Македонците се добри луѓе, помагаат колку можат и на нив не им е лесно. Честноста ги брани. Може да се заклучи дека творештвото на бошњаците во Македонија е можно благодарение на фактот што современата, суверена и самостојна Република Македонија продолжува да ги негува и афирмира истите оние највисоки идеали кои ги негувала и низ целата своја историја. Навистина, бошњаците својот оптимизам можат да го градат во време кога тоа од нив не се очекува. 25. ноември е шанса да се потсетиме дека секоја неправда има крај. Визијата може да ја креира стварноста. Со добра волја и искрени желби за иднина во заедништво со различностите, нека е честит денот на државноста на Босна и Херцеговина.